Не одлучив. Какви ќе бидат студijските програми? Дали ќе бидат градени во зависност од профил или, како што тоа најчесто се случуваше, ќе бидат градени во зависност од кои луѓе располагате на институт или факултет. Па после други секи. Тоа е не одлучено. Дали ќе бидеме предавачи или ќе бидеме универзитетски наставници и истражувачи. Клучниот документ, 20 години веќе зборуваме на различни места, кој е причина за оваа ситуација, тоа се миналите стандардите за основање и вршење на висока образовна дејност, останува непроменет и без реакција за универзитетот. Тоа е овој документ кој го предвидува ангажманот на професорите и кој пред се го поставува да биде предавачки карактер на студиум. Очигледно дека за многу луѓе предавачкиот стил им одговара. Не може кој некој да остане. Во услови кога секаде во развиениот свет ангажманот на универзитетскиот професор се третира колку настава толку истражување, кога се неговиот статус како наставник воопшто не се изедначува со статусот на средношколски или едношколски наставник, ние зборуваме за предавање часови и покрај тоа што во законот стои предавања, вежби и семинари, повторно имаме студиски програми правени според предавања и вежби. Па кој неки? Друг не ги правеше програмите? Ние ги правиме сами. Зошто? Затоа што ни одговараше повеќе да бидеме наставници, отколку што да бидеме истражувачи. Чест на оние кои не се согласија со сето тоа. Кои истражувачката активност ја развиваат паралелно со наставната. Меѓутоа, преголемата наставничка област доведе до една чудна ситуација за користење на вариабилата како алтернативни извори за финансирање, наместо истражувањето да продуцира алтернативни извори за финансии, не само на поединецот, туку и на институцијата. Затоа и немаме реакција. Затоа се уште оние бројки таму во правилникот, се уште стојат таму. Се спомна дисперзијата, диверзија на високото образование. Клонови на универзитетите постојат. Не е ништо ново. Друго е како ќе спроведе. Кај нас се поведе иницијатива на времето, во тоа време беа ректорат. 18 градоначалници во Источна Македонија моле поради слабата финансиска состојба на семејствата да се овозможи одредена дисперзија на некои студиски програми. 162 студиски програми, само 4 дозволивме. Под услов да бидат финансирани од државата и да се создадат условите неопходни за нивна реализација. А и во елаборатот стои дека не целосно ќе се спроведе на таков начин, туку само она што има можност на лице место да биде спроведено. Друго е приказката како таа идеја понатаму ќе биде. За тоа можеме да дискутираме. Проблемот не е во самата суштина на она што го нарекуваме реформи во високо образование. Рековме, ако сме умни, ќе знаеме како да го направиме сето тоа. Јас имав караници со неколку министри, кои велеа, Велковски, вие на УКИМ не сте спровеле Болонја. Зашто вела министри, тоа со неколку министри? Па немате 3+2+3 студии. А викам, кај пишува тоа дека треба? И тука завршуваше може. Зато што нигде не пишува дека треба. Во нигде е еден документ. Произлезен од Европската комисија не пишува дека студиумот треба да биде организиран 3+2+3. Пишува може. Но може и 4+7. Кога ги правивме студиските програми за втор циклус. Не направивме редовни воредни, направивме една, со која се обидовме да акумулираме се живо. А воредната беше 2 години, онака како што ги реализиравме претходно. Редовните не ги реализираме така како што треба. Тоа значи перманентен ангажман на студентите. Друг не е проблем. Има проблем, меѓутоа треба да бидеме малку и самокритични во целата таа работа. Никој вели, да, треба да се реагира. Апсолутно се согласувам. Меѓутоа, прво се чисти собствениот двор. Па после се гледа во комшинско резултат. Рековме, има технолошка детерминираност. Во моето воведно излагање кажа. Точно е тоа, универзитетот не може да биде надвор од она што се случува во економија. Меѓутоа, ако универзитетот за модел се фокусира само во она што се случува во економијата, имаме проблеми.
Јас постојано од 2001 година, значи 2 години пред подпишувањето на Болонската декларација од страна на Македонија, зборував 2 столба на профили, академски и стручен. Ние не го направивме тоа. Ги споивме. И овие програми, какви што се, не ги задоволат академските барања, затоа што се беа спомнато фрагментарни. Во исто време не обвинува, не се подготвува студентите за потребите на пазарот на труда и недостасуваат одредени вештини. Зошто? Затоа што се споени. Затоа што ние не форсираме истражувачи, проучувачи, научници кои ќе идат во науката, академски работени кои идат. Ние едното и другото сакаме да го направиме под стандарди кои важат за според Болонската декларација. Тие се дадени за различни програми. Затоа што таму јасно пишува 3 години минимум се смета дека е доволно за подготвување на квалификација која ќе биде успешна на пазарот на труд. Меѓутоа не збори колку ќе биде минимум за академски програми. Затоа мојата сугестија е да, криза на високо образование, не само на академски сектор. Криза на духот. Во многу места, не само овде. Тоа бара преиспитување прво собствено, а потоа доцирање на собствената одговорност визави другите. Болонја се потпиша 2003, одговорност во Болонја има два фактора. Университетот, државата. Според мен, ниту университет, ниту државата ја исполнува својата одговорност.